Добра вечер. Гледате свести на гласни идеи. Минатата недела беше траурна. Започна со катастрофалниот земјотрес кој ги зафати Турција и Сирија, каде животот го изгубија десеттици илјади луѓе, а во Македонија продолжи со смртта на пациент со цистична фиброза. Може ли овие трагедии да се превенираат и уште колку човечки животи се во опасност, анализираме во ова издание на Свести. Редакцијата на Гласни идеи припрема вести на неделно ниво, но неделата што измина беше една од оние недели кои не сакате да се случат, поради што и самото припремање на вестите е тешко и траурно искуство. Почнувајќи од разорните земјотреси во Турција и Сирија, освен срекните вести на спасени луѓе, деца и новороденчиња после денови поминати под урнатините, во многу поголем број беа трагичните видеа и слики на луѓе во очај кои ги загубиле најмилите. Но ако ги погледнеме овие згради, како стојат недопрени, исправени, не може да не се запрашаме. Можеше ли трагедијата да биде избегната? Или барем бројот на жртвите да биде радикално помал? Во моментот се идентификувани близу 25.000 жртви, а се стравува дека бројката ќе се искачи на над 100.000. Кои се прашањата кои минуваат низ главата на овој човек кој ја загубил керката? Освен прашањата за личната судбина, како да се продолжи животот после ваква незамислива катастрофа, можеме да предпоставуваме дека освен тагата и очајот, има и гнев во овој несреќен човек кој прашува: зошто ние во зградата која се урна како кула од карти живеевме, а соседните згради стојат недопрени? Зошто беа амнестирани криминалците од градежната мафија осудени за жртвите од земјотресот во 1999 година? Зошто никој не ги спречи да влезат повторно во градежниот сектор? Каде е државата, регулаторните тела, комората на градежни инженери, инспекцијските служби? Неколку дена по земјотресот на социјалните мрежи се појави слика од турскиот град Караманмараш, а на неа се гледа зграда која успеала да го издржи земјотресот и да остане целосно недопрена, додека околу неа има страшни сцени од урнатини. Сега се знае која е оваа зграда. Зградата на сликата е репрезентативна зграда на комората на градежни инженери. Не се потребни други зборови. Научниците и инженерите имаат знаење да изградат згради кои ќе преживеат таков голем земјотрес. Ако само науката и технологијата бија применети за доброто на луѓето, тогаш ова немаше да се случи, се коментари на корисници на Твитер. Ова се дел од коментарите. Ние дополнително прашуваме: зошто задоцнија спасувачките екипи? Зошто нема доволно тешка механизација за спасување на луѓето под урнатините? Каде е меѓународната помош? Каде е солидарноста? Каде е човечноста? Кој е виновен за смртта на Благојче Илиевски, 45 годишниот пациент со цистична фиброза кој 3 години чекаше државата да го обезбеди лекот Трикафта? Господа, празниците минуваат, а ние пациентите со цистична фиброза немаме време за чекање. Лекот Трикафта кога? Ова се само дел и е еден од повиците упатени на социјалните мрежи во средината на јануари, предупредување кое надлежните не го сватија сериозно. Овие пациенти, разочарани од лажните ветувања на функционерите и другите одговорни лица, принудени беа да излезат на протести среде зима. Протестите беа масовно поддржани од граѓаните, но и тоа не беше доволно да се избегне трагедијата која ја потресе Македонија во средата. Трикафта, или уште наречена Каф-трио, е нов лек чие дејство радикално ја подобрува здравствената состојба на пациентите со цистична фиброза и докажано значително го продолжува нивниот животен век. Дневната доза е 2+1 таблета, а малопродажната цена за еден ден терапија е околу $1.000, или годишната цена е околу $350.000 за еден пациент. Во моментот остануваат 7 пациенти кои заедно со Благојче Илиевски ја формираа групата од осумнина во животно загрозувачка положба, а за кои после трагедијата стигна информацијата дека се обезбедени 2,2 милиони евра за итна набавка на лекот. Се надеваме дека со преговорите ќе се покријат многу повеќе пациенти и нема да бидат само 7. Болеста е многу непредвидлива. Благојче не беше најкритичниот пациент. Имаме и покритични пациенти, но за жал не напушти и беше голем шок за нас. Сега е време да дојде лекот и можеме да направиме превенција за наредните трагедии.
Во Македонија во моментов има околу 130 пациенти со цистична фиброза, од кои значителен дел ги исполнуваат критериумите за оваа терапија. Но зошто овој лек е толку скап? Одговорот е во фармацевската индустрија, која во средиштето го става профитот, а не човекот. Една од најзначајните средства за заштита на енормните профити на фармацевските корпорации се правата за интелектуална сопственост и време траењето на патентот врз одреден лек, што спречува други компании да произведуваат биоеквивалентни лекови кои ќе имаат ист ефект, но со пониска цена. Трикафта е производ на компанијата Vertex, која има монопол врз производството на лекот. И покрај тврдењата на Vertex дека сакаат лекот да го направат достапен за сите, компанијата сепак одбива да дозволи производство на генерички еквиваленти кои би биле достапни во земјите во развој. Моментално за некоја компанија да го произведува лекот, истата треба да плаќа огромна цена на Vertex, бидејќи тие се сопственици на патентот и интелектуалните права. Моментално фирма во Србија која го произведува лекот, истиот го продава за 70.000 евра годишно. Тоа е цената за само еден пациент. Vertex е мета на критики поради цената на лекот, од кој компанијата пријавила дури 17 милиарди долари профит во 2019 година, откако истиот бил претходно пуштен во употреба. Ова е уште еден доказ за приоритетите на времето во кое живееме. Жртвување на човечките животи за сметка на профитот, поради што неопходна е и натамошна мобилизација на граѓаните, како единствен начин да се притиснат властите да го обезбедат лекот. А како не би биле сведоци на уште една трагедија, на уште еден благојшен. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.